Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе погледнеме видео за кое што многу од вас гледам дека се исплашени во однос на тоа дека биткоин ќе оди до нула, биткоин ќе оди во не знам колку годишен bear market. Значи мора да објасниме дека основни принципи на биткоин, мораме да објасниме како самиот халвинг игра улога во сета таа ситуација и мора да објасниме зошто моментална ситуација на биткоин е така поставена на алгоритмичка скала што не може да се случи она што повеќето го очекуваат, односно не знам колку годишен bear market. Барем не за сега, јас не гледам ниту една причина зошто ова не би бил само уште еден нормален циклус, кој што до сега веќе гледаме дека секој халвинг свое така речено го покажа, нели? Сега, значи ќе разговараме денеска прво генерално за тоа, нели, иако ние веќе имаме видео во кое што може да погледнете се околу самиот халвинг, ќе мораме да се потсетиме на истиот, ќе мораме да објасниме што истиот представува и како истиот помага во самиот supply на биткоин, со тоа што дополнително ќе објасниме и, нели, принципите на неговата доминација на пазарот и како моментално истата, нели, се корелира со ситуацијата во која што моментално се наоѓаме, односно со ситуацијата во која што понатаму ќе се движиме нормално, како и, нели, ќе разговараме за неговата инфлација, ќе разговараме како самиот биткоин халвинг нас ни помага да постојано се движиме во следен bull market, со тоа што дополнително сакаме да напоменеме и уште една многу битна работа, а тоа е како самиот алгоритам на биткоин им помага на самите мајнери да едноставно не се откажат кога цената на биткоин е многу ниска, како што например во оваа ситуација овдека, кога имаме bear маркети каде што цената е премногу ниска, нормално дека доаѓа до неисплатливост на самите мајнери, значи има посебен механизам за кој што ќе поразговараме на кратко, иако јас не сум мајнер, ќе објасниме што уствари ги држи мајнерите постојано присутни на биткоин мрежата со цел да ја држат безбедна и понатаму. Значи ќе мораме да ги објасниме сите овие работи со цел да објасниме зошто биткоин ова би бил само уште еден нормален циклус кој што, нели, и понатаму би се продолжил да функционира како што функционира и досега. Значи, пред да продолжиме, сакам да погледнете моментално сликата позади мене, затоа што мислам дека ова е најсоодветна слика која што имам за ова видео. Значи, биткоин ти како тестар, едноставно така е добро функционира и така е добро направен што едноставно досега не успеа ниту најмогните држави во светот да го уништат. Значи, тоа мора да ви кажува нешто. Кога вие имате нешто како биткоин кој што успеал да преживее два официјални банови од кинеската влада, значи моментално најјаката држава во светот по секое мерило, значи дури мајнерите се преселија само за да продолжат да работат на овој проект и не се откажаа од истиот. Тоа мора да ви покажува нешто дека станува збор за некоја сила која што дури и кинеската влада со нејзината рестриктивна политика не може да се носи, значи, со оваков тип на технологија. Така да, прво, значи, сакам да го покажам ова затоа што многу луѓето не беа во текот на 2017 година, каде што буквално имаше, значи, изрека, дори, нели, во 2000 и претходно имаше иста таква ситуација, значи од 2016 до 2017 година беше биткоин баниран од страна на Кина, што не успеа ништо да постигне. Биткоин повторно имаше 2017 успешен циклус, 2020-2019 повторно дојдовме пан од Кина и почна да се шири една изрека помеѓу оние кои што, нели, го следат криптопазарот, вели не е bull market ако Кина не го банира биткоин. Значи тоа дека Кина го банирала биткоин уствари значи дека сме навистина во bull market. Така да сакам да ви кажам дека првенствено мораме тоа да го земеме предвид дека моментално државите не му можат ама баш ништо. Со оглед на фактот дека хешрейтот е споделен низ целиот свет, едноставно не му може ништо. Значи прво ако имате страв дека не знам ќе биде банирано од Америка или не знам од Марс, значи заборавајте го тоа. До сега потврдено дека со бан не може ништо се направи на биткоин. Крај на мојот. Значи главната причина е поради тоа што ако разгледаме како моментално само момент. Буквално, значи ова е сега го барам пред вас. Биткоин хеш рейт World Map. Да видиме, сигурно ќе има нешто каде што ќе можеме да видиме како моментално се распространети, за да видиме каква е моментално застапеноста на биткоин мајнингот низ целиот свет, со тоа што ќе може да видите дека едноставно е невозможно, значи, да го банирате нешто што буквално целиот свет моментално го копа, со тоа што само значи овдека фактички покажува, ова е фактички самиот хешрейт, односно колку е големината на хешрейтот моментално. За жал, пак ќе напоменам,
голем дел од хешрейтот се придвижи кон Америка, затоа што и Америка е исто како и Кина, една од оние земји кои што ќе се обидува понатаму да го манипулира колку што може повеќе, но како што може да забележите, значи распространетоста на хешрейтот, односно на самите мајнери низ целиот свет е толку голема што треба целиот свет да се обедини со цел да може да го банира биткоин. Значи тоа е невозможно, тоа никогаш нема да се случи. Значи овие две страни не може да се договорат на тоа каква е бојата на небото, а не да банираат нешто. Че верувате ми, тоа нема никогаш да се случи, така да тоа е првата страх што го имаат луѓето е дека да, ете биткоин ќе биде баниран и тоа е тоа, тука ги заврши. Значи тоа ниту успеало, ниту успее во иднина. Многу едноставно. Мајнерите се толку распространети што едноставно не можете да ги принудите да запрат, затоа и ако ги принудите, они само ќе се пресадат. Тоа е буквално пример кој што го гледаме со Кина, каде што огромен дел од мајнерите едноставно буквално ги ја преселија целата своја да речем техника или во Казахстан или во Америка претежно, а и нормално низ целиот свет, но Казахстан и Америка претежно го зема најголемиот дел од овој хешрейт. Значи тоа е првата причина поради која што гледам страф. Значи јас ги читам коментарите, ја следам групата посебно Криптовалути Македонија, која што така речено ми еден вид на како да кажем експериментно глувче, да можам да гледам што уствари луѓето сакаат да знаат, од што се уплашени, што е она што не им е јасно, така да гледам дека ова навистина многу од луѓето кои што се нови посебно групата не им е јасно, така да не е лошо да се помине уште еднаш преку истото. Значи биткоин како таков представува алгоритмички представен коин, кој што го имаме во 21 милион, точно, значи тоа се толку е неговиот supply, 21 милион. Никогаш нема да има повеќе од 21 милион биткоин, така. Со тоа што веќе 19 милиони од истиот се ископани, односно 19 милиони биткоини се во оптек и моментално поголемиот дел од нив се нели поседувани од одредени волети, со тоа што и децентрализацијата на биткоин, она што постојано го кажуваме, ќе го напоменам уште еднаш, топ 100 биткоин волети, значи не е така застапена, таа едноставно најголемиот волет моментално. Значи откако поминавме на првиот страм дека едноставно државите не можат да го направат ништо, сега да поминеме на вториот страм дали е доволно децентрализиран за луѓето да бидат исплашени дека можеби некој ќе продаде. Да, само еден човек може да продаде солидна количина на биткоин кој што би можело да урне цената на биткоин, а тоа е волетот на Сатоши Накамото кој што содржи 2 милиона биткоини, кој што никој не го активира во целиот овој период во кој што биткоин постои, така да не мора да се секирате. Значи најголемиот, како што кажаме неколку пати досега, најголемиот волет за кој што би требало да бидеме загрижени е на Binance волетот кој што поседува 1,3% од вкупната количина на биткоин и која што како таква верувам дека никогаш нема да биде продадена, може само да се зголеми и нормално втор по големина е на Bitfinex, односно 0,87%, така да сега ќе ви покажам колку е децентрализиран, дека не мора никогаш да се секираме. Значи овој чарт овдека постојано ја обновува својата статистика, каде што гледаме колкав тип на, значи гледате сега, луѓе кои што поседуваат од 0 до 0,401 биткоин се 7% од вкупниот биткоин на планетава, а тоа е 15,19 биткоини. Сега овие не се толку битни, но генерално повторно соодветствено имаат голема фактички голем процент од самиот биткоин во овие многу мали волети, како што можеме да видиме. Со тоа што, значи, колку е вкупната, сега, тоа е интересно. Овие мали суми кои што ги гледаме, генерално заедно од 0,1 до 1, заедно ни представуваат само 5, така речено 6%. Значи, гледате, ова се процентите на колку коини совпаѓаат во овие волети. Значи, ова се вкупно 6%, а гледајте ги бројките на волети. Значи, ова заедно кој ќе го соберете, ова е, не знам, 1 милион луѓе, кои што поседуваат само 6% од биткоин. Сега, понатаму, од 1 до 10%, че гледаме дека од 1 до 10 биткоин, извинете, 10% од вкупниот биткоин се содржи во овие волети кои што се 79.000. Значи имате 79.000 кои што поседуваат од 1 до 10 биткоини, а тоа се околу 10% од вкупниот supply. Имате околу 136.000, извинете, 790.000, не 790.000 волети, 136.000 волети кои што поседуваат од 10 до 100 биткоина, кои што представуваат заедно 22, односно 23% од вкупниот supply.
И како се движиме нагоре, се помалку и помалку со оние кои што поседуваат од 10 до 100, 13.000 со 20% вкупниот supply, 1000 до 10.000, само 1900 вакви wallet-и постојат во светот, кои што се уствари 24% од вкупниот значи supply на биткоин, но замислете вие овие се 1900 луѓе кои што треба заедно да одлучат во исто време да продадат за да направат колапс на биткоин. Значи гледате колку уствари тоа е неизводливо. Така 116 wallet-и се уште поседуваат повеќе од 10.000 до 100.000 биткоина, што представуваат 12%. Значи дури овие 116 заедно да дојдат, само 12% од биткоинот имаат да го продадат, така? И оние кои што се најголемите, односно овие првите 4 кои што се јавни, а тоа се 2 на Binance, 1 на Bitfinex и третото кои што се уште никој не знае чие, се уствари вкупно 3,6%. Значи дури Binance одлучи да го продаде целиот биткоин што поседува, тоа е многу помалку од овие 3,6, значи 1,3. Значи 1,3 од целиот supply. Дури да има некој мал шок, тоа нема да биде ништо посебно. Значи гледате колку е децентрализиран. Најдецентрализираниот, значи овој и Cardano се двата најдецентрализирани системи на криптовалути во целиот свет. Сега. Значи првиот страв го поминавме. Тоа е дека имаме можност државите да го банираат. Значи тоа не постои, не е возможно, може да се трудат, само ќе го зголеми популарноста на биткоин. Вториот, дали е децентрализиран, гледаме дека е крајно децентрализиран, значи првенствено децентрализиран по волетите кои што ги држат, а второ, како што рекоме, и самите мајнери се толку распространети што децентрализира за да помага во неговата заштита. Сега, трето оно што мораме да го разговараме е значи неговиот халвинг, така, циклус од 4 години, кој што фактички, значи, така сме стасани до овие 19 милиони измајнати и уште 2 милиона, односно 1.800.000 преостанати, кои што се уште треба да се измајнаат. Сега, многу од вас имаат заблуда дека тоа ќе биде во наредните неколку години. Не, значи, самиот халвинг на биткоин, доколку отидеме на, значи, се сеќавате, јас многу пати ви го споменам ова, ќе го спомнам уште еднаш, значи, investing.com, Investopedia, е една од најдобрите страни на кои што може да најдете се што ви интересира во однос на не само значи крипто, туку и самата економија. Значи каде што ако ставиме биткоин халвинг, че јас ова го имам, но сакам само да ви го покажам. Мислам дека и овде е запишано, ако не се лажам. Значи 2140 гледате. Значи затоа што на секој 4 години имаме халвинг, односно сега да објасниме што уствари тоа представува. Значи сите овие мајнери со нивното копање, значи за сите оние кои што се нови во крипто и за сите оние кои што прв пат слушаат за биткоин и не го гледаат нашето претходно видео за биткоин халвинг. Значи копањето на мајнерите уствари ја одржува самата мрежа. Односно, користењето на сопствените компјутери во оваа ситуација со цел да ги спроведуваат транзакциите, но не само да ги спроведуваат да ги запишуваат во блокчейн технологијата, значи биткоин е еден голем леџер, една голема книга во која што постојано се запишуваат нови и нови транзакции на тоа кој биткоин каде бил пренесен и кој волет колку биткоин поседува. Со тоа што за да ви биде дозволено да запишете транзакција, вие фактички мора да победите во онаа алгоритмичка игра, така речено математичка, во која што, значи, во однос на тоа колку е подобар компјутерот, толку е побрз начин на кој што истиот ќе може да реши алгоритмичката загадка со цел да му биде дадена награда да го запише блокот со транзакции во кој што има, значи се собираат транзакции од повеќе ентитети кои што ги сакаат да ги запишат во исто време и се запишуваат во еден блок на оној мајнер кој што ќе има најдобра машина и која што најбрзо ќе ја реши оваа загадка, со тоа што моментално за секој од овие блокови кои што ќе биде запишан има награда од 3,125 биткоина по запишан блок. Значи на тој начин мајнерите добиваат награда. Подетално е објаснето, ќе напоменам уште еднаш, вратете се во нашиот значи онаа плейлиста која што имаме големо од 60 видеа во која што имаме исклучиво објаснето се тоа како функционира. Сега само на кратко ќе го објасниме, односно во истото може да погледнете точно како функционира целата мрежа на биткоин, што се мајнерите, како функционира. Сега моментално само генерално даваме слика на тоа што истото представува. Значи мајнерите одржуваат мрежата, ги запишуваат транзакциите и во исто време вршат значи проверка на транзакциите, односно ги одобруваат за фактички да бидат проверени дека не станува збор за некаков малвер, некаков тип на обид за хак. Така да, значи оние транзакции кои што се проверени и се легитимни се запишуваат на блоковите и на тој начин фактички оние peer-to-peer мрежа, односно мрежа во која што праќачот и примачот фактички директно преку овие мајнери ја
практично ја прават трансакцијата и да речеме биткоинот кој што јас сум го пратил на некој да речем од вас, фактички успешно успеал да стаса на вашиот wallet. Значи мајнерите се тие што го овозможуваат тоа и на тој начин сигурносно, затоа што ова е алгоритмички систем кој што не дозволува малверзации, не дозволува компрометирање, значи едноставно најбезбедниот систем моментално може да се каже во светот, каде што имате огромна машинерија на мајнери која што ги обезбедува вашите трансакции во секое време, а за тоа добиваат соодветна награда во биткоин. Значи така генерално во просто речено функционира мрежата на биткоин, каде што сите овие трансакции се запишани во леџерот и постојано стојат на истиот тој леџер и вие во било кое време може, значи да го отворите вашиот wallet кој што има пристап до самиот леџер и да го најдете вашиот биткоин дури после 20 години. Што се гледаме, значи многу често се случува оние дормент новчаници да се отворат после 15 години и тогаш вределе, $1000, сега вледат 1 милион, пример. Сега, значи тоа е како функционира генерално самиот систем. Со тоа што, значи со цел да се зголеми вредноста на биткоин, затоа што вие мора да го забавите ова копање и да ја забавите наградата со цел, значи ова да трае подолго, односно самото копање на биткоин да биде се потешко, да имате повеќе мајнери, а наградата да биде се помала. Но наградата се уште е добра за мајнерите. Значи ако наградата е помала, а цената не се поместува нагоре, автоматски ќе имате огромен број на мајнери кои што ќе се откажуваат од самиот биткоин, затоа што неговата вредност веќе не е кореспондентна со трошоците кои што ги имаат со цел да купат нова техника, да потрошат електрична енергија со која што треба да се измајна сето ова. Така да, инфлацијата е главниот двигател на вредноста на биткоин. Односно, тоа е следната работа која што ќе објасниме, а тоа е инфлацијата на биткоин. Само да видам дали можам да го најдам во, затоа што е премногу светло, вака скоро и да не се гледа ништо. За жал немаат опција за dark. Да се извинувам, но мислам дека е доволно видливо, извинете малку што е вака посветло. Значи, да се разбереме на работа. Оно што го разговараме за Етериум. Значи, не само Етериум, туку било кое средство во светот има соодветна инфлација. Значи, скоро и да не постоа средства кои што има негативна инфлација, кој што моментално само што започна да биде Етериум, во кој што имаме повеќе, рековме, токени кои што се корат од она што се произведуваат. Разликата помеѓу Етериум и биткоин е тоа што Етериум има постојано нови токени кои што се создаваат со цел да се одржува мрежата како награда за мајнерите, сега веќе нодовите, додека биткоин од другата страна има фиксно количина од 21 милион коини кои што, значи откако ќе се измајнаат, не значи дека ќе заврши биткоин, туку после тоа самите fees, односно кога веќе ќе се измајнаат 21 милион, но да не забораваме, ние нема да бидеме ни живи да го видиме тоа. Зошто? Затоа што според нормалните циклуси од 4 години, затоа што секој блок се запишува на биткоин мрежата од прилика на 10 минути, значи кога ќе завршат 4 години се прави халвинг во кој што наградата се преполовува од 6,25 на 3,125, што моментално се случи, и понатаму ќе почне да се преполовува се повеќе и повеќе. Значи, на тој начин фактички вие намалувате наградата, но со тоа намалувате инфлацијата на доброто и се помалку и помалку има биткоин на пазарот нов, а со тоа и неговата цена нормално дека расте. Значи, ќе напоменеме многу пати да сега сме разговарале, ова е основно правило на економијата. Колку одредено добро, повеќе го има на пазарот. Значи, јас постојано кажувам истиот пример, но е многу валиден, затоа истиот и го користам. Значи, смарт телефони на пазарот скоро и да немаше кога јас растев во 2010 година, од 2015 година. Со тоа што оние кои што беа, можни да се купат на пазарот, беа премногу скапи. Нормално, затоа што нема доволно. Колку повеќе имате компетитори кои што произведуваат нови, телефони, нови смартфони, вие имате нормално дека цената мора да се спушта, затоа што секој од овие компетитори ќе се обиде да донесе на пазарот што поевтин производ, за да може да продаде поголема количина. Сега, каде е разликата овде? Разликата е во тоа што имате обратно пропорционална ситуација, во која што сте имале многу на почетокот, кога, на првиот халвинг, само да ви покажам. Моментално имаме 3 халвинзи кои што успеале да се направат. Тоа е првиот халвинг во 28 ноември 2012 година, кога наградата била 50. За секој запишан блок вие сте добивале по 50 биткоина. Вториот халвинг, кој што бил на 19 јули 2016 година, намалува награда на 25. Третиот халвинг од 25 намалува на 12. Само да видим дали е тоа точно или беше обратно. Не,
Значи од 50 на 25 е првиот пат намалена во 2012 година, па од 25 на 12,5 е намалена во 2016 година и од 12,5 на 6,25 е намалена со халвингот во мај 2020 година. Значи следниот пат ќе биде следниот, значи кога ќе добиеме следен халвинг, тоа е во мај 2024 година, ќе биде намален на 3,125. Значи во моменталните три халвинзи од 50 коини е стасано до 6,25. Што значи на секои 10 минути во 2009 до 2012 година биле наградувани, значи првите оние кои што копале уште кога никој не знаел што е тоа, по 50 биткоини за еден блок кој што ќе биде запишан. Со тоа што како се движиме понатаму, значи оваа количина се намалува затоа што ние веќе имаме од 21 милиони веќе 19,2 милиони пуштени на пазарот. Така, и затоа цената е стигната до овде. Но сега вие имате само преостанати 1,8 милиони токени кои што треба да бидат ископани, значи на секои 4 години со следниот халвинг се повеќе и повеќе ќе се намалува. Еве го тоа, значи јас фактично го имам на слика, заборев дека го отворив. Значи од 2009 до 2012 50 коини. 2012 до 2016 25 коини за секој блок. 2016 до 2020 12,5. И како се движиме надоле, значи веќе во 2024 ние ќе имаме само 3,125 биткоини по блок. Со тоа што и тешкотијата, затоа што вие од 2009 година не сте имале толку многу мајнери. И самата тешкотија не била толку голема. Што значи дека луѓето копале со најобични машини, со обичен лаптоп, со обичен персонален компјутер. Како се движиме натаму, како интересот станува поголем, како цената на биткоин станува поголема. Така и компаниите се повеќе и повеќе почнуваат да се преориентираат и создаваат соодветни машини кои што моментално се познати како соодветни майнинг машини, кои што не се оние што дома ги правеле луѓето на матична плоча, редиш, не знам, 4 Nvidia графички плочи, значи не се разбирам толку многу, но отприлика така функционираше тоа кога и ние мајнавме Ethereum, значи на домашно произведена матична плоча со 4 плочки од графички, да речем, картици кои што се соодветно јаки. Иако малку, значи како да кажам, просто звучи, не е така просто со оглед на фактот дека сега веќе имаме толку софистицирани майнинг машини, со тоа што морате постојано да следите трендот и да купувате постојано нови машини, затоа што вашите колку се послаби од оние кои се нови на пазарот, толку помалку има шанса да успеат да решат оваа загадка и да добијат награда со цел, за вашата работа да биде исплатлива. Сега, тоа е оно што моментално го прави самиот систем и така понатаму се помалку и помалку ги наградува мајнерите за оно што го работат. Но каде е нивниот профит овде сега? Значи, од каде потекнува се тоа и зошто секој халвинг предизвикува следен бул маркет? Значи, до сега секој халвинг ни предизвикува следен бул маркет. Значи, јас за тоа и ги отворив нашите чартови со цел да ви покажам, да видите како моментално тоа изгледа. Значи, ова се обележаните халвинзи до сега кои што уствари биле направени во 2012, 2016 и 2020 година. Кои што после овој халвинг ние имаме отприлика една година и пол, значи бул маркет. Значи можеме да измериме, ќе видите сами од самиот халвинг ние имаме, значи 12 месеци, тоа е првиот кој што ја уствари една година, но понатаму се малку подолги, може да погледнете вториот халвинг до самиот врв ни представува 17, односно година и 7 месеци, година и 5 месеци, и третиот, односно од самиот халвинг до апсолутниот врв имаме значи една година и 6 месеци, значи година и пол. Оприлика година и пол, така. Значи вие година и пол после самиот халвинг имате бул маркет, каде што цената драстично се зголемува. Сега, која е главната причина зошто е тоа така? Значи главната причина представува инфлацијата. Односно, колку е помала инфлацијата на одредено добро, толку повеќе фактички вашата вредност се задржува и не губите толку на, да речем, годишно ниво. Еве сега ќе ви покажам. Значи секој од овие халвинзи представува паѓање на оваа инфлација максимално. Значи гледате, овие големи падови, овие скалила се буквално самите халвинзи. Значи по првиот халвинг во 2012 година инфлацијата од 26% паднала на 12%. Значи изгубила 14%, повеќе од половина изгубила инфлацијата, затоа што фактички колку одредено добро е поретко, толку и неговата инфлација е помала. Значи оно што постојано го разговараме, колку е поголема инфлацијата, толку вие постојано губите на годишно ниво, затоа што инфлацијата вас ви е уништува вредноста
како се движи времето, затоа што со време фактички тоа добро губи на вредност. Значи, прост пример е самиот долар. Значи, јас уште еднаш ќе го отворам овој чарт за оние кои што прв пат го гледаат ова. Значи, USD value lost over time. Значи, јас навистина ми се допаѓа овој чарт затоа што многу едноставно објаснува колку е голема загубата на генералните валути кои што моментално постојат на пазарот. Добро, зашто не ми да... Само момент. Значи, ова е една од оние слики кои што многу јасно ни покажува колку моментално вреди, $1 за разлика од 1913 година до 2019 година, значи така речено повеќе од 100 години од кои што постои. Сега, значи само за да ви покажам што инфлација може да направи на одредена ствар. Значи за 100 години една $100 банкнота од $100 која што вредела фактички да речеме во оваа ситуација, значи вредела, ова е големината колку вредела оваа банкнота. За 100 години моментално не вреди ниту 1%, значи гледате ова е отприлика 1%. Значи своевремено количината која што сте имале вие за купување, значи куповната моќ на доларот во 1913 година, значи од $100 се намалила на нешто помалку од овдека е отприлика $2. Значи тоа е како би изгледало. А практично како можеме да го објасниме тоа? Значи прост пример во Македонија. Ако се сеќавате кога сте биле деца, јас многу добро се сеќавам, ние со 1000 денари можеме да купиме практично една количка храна. Затоа што се беше, значи многу поевтино, односно вредноста на денот беше многу повисока, со тоа што ние со 1000 денари можеме во, да речем, супермаркет да купиме практично една количка полна со храна. Во денешно време вие со 1000 денара не може да купите ни, не знам, 2 парчиња кашкавал и 1 леп. Извинете, но тоа е реалност. Значи истата ситуација може да видите и на овој чарт овдека каде што се гледа дека вредноста на доларот девалвирала, значи од $100 на $2. Оние $100 кои што вие сте ги имале во 1913 година, ако сте ги оставиле во банка само да стојат таму или сте ги ставиле под кревет, значи се уште е валидна банкнотата, но сега моментално ви вреди $2 во однос на моќта која што ја имала во 1913 година. А тоа е повторно поради големината на принтање на ова добро, односно затоа што имате преголема количина на долари на пазарот. Во тоа време немало толку, затоа и вредела. И обратно. Сега во оваа ситуација каде што имаме, значи исклучиво set supply, значи се знае дека имаме само 21 милион. Вие имате обратно пропорционална ситуација во која што имате паѓање на само да видам каде ме тие. Да, инфлацијата. Значи вие на секој халвинг имате паѓате на инфлацијата. Значи истата паднала од 26 на 12 на 13, потоа од 8,5 паднала на 4, значи повторно за половина, од 3,7 паднала на 1,7 и повторно ќе се случи да падне кога ќе дојдеме до следниот халвинг. Односно гледаме дека самата инфлација постојано паѓа. И на тој начин, значи еве сега да споредиме. Доколку сте вие компанија која што на пример има огромна количина на долари, ќе ви се испаќа да ги држите понатаму во долари, со оглед на фактот дека моменталната инфлација е 7,5, или ќе ви се испаќа да ги ставите во нешто што има многу помала инфлација на годишно ниво, како биткоин кој што моментално има моменталната ситуација е негде околу 1,7%. Со тоа што знаеме дека и понатаму, поради тоа што се помалку и помалку биткоин има на пазарот, значи економски е непобитно се знае дека колку помалку го има на пазарот, толку неговата вредност расте. Истата ситуација со златото. Со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе се исцепуваат резервите на злато, значи колку помалку злато ќе има во оптек да се најде од рудник, да речеме, толку повеќе неговата цена ќе расте. Со оглед на фактот дека најдела нека нова количина, нормално дека цената ќе падне. Со оглед на фактот дека имате нов supply кој што само што влегол на пазарот. Разликата во тоа е што не може да најдете нов биткоин, не може да произведете нов биткоин, веќе е се сетирано, единствено што може да направите е да мајнате и да добивате награди во однос со оно што моментално представува моменталната награда за еден запишен блок, а тоа е 6,25 коини. Што значи, кога ќе дојдеме до следниот халвинг, вие автоматски имате пресекување на наградата на половина и имате намалување на инфлацијата повторно за половина. Како што видовме досега, постојано за половина се намалува. Значи, ако е 1,7 ќе падне на 0,8. Се разбираме? И на тој начин вие имате уште повеќе
привлекување на голем капитал, кој што гледа која е потенцијалната вредност на поседување биткоин на долг рок. Затоа имате компании како онаа на Sailor, каде што едноставно они вршуваат огромен капитал во овие, затоа што гледаат дека од година на година, посебно од циклус на циклус, инфлационото дејство се намалува, се помалку биткоин има на пазарот, а неговата цена автоматски расте. Значи тоа е економски напишана вистина, догма, дека секое добро кое што се поретко и поретко го има на пазарот, автоматски ќе има се поголема и поголема вредност, затоа што имаме зголемена побарувачка, едноставно луѓето сакаат да го купат, а се помалку го има. Колку помалку го има, автоматски неговата цена се повеќе ќе расте. Затоа имате ситуација во која што на секој халвинг со намалување на инфлацијата се зголемува неговата цена и на тој начин имате и своевидно, затоа што сега не само што се зголемува неговата цена автоматски, вие имате веќе и луѓе кои што тоа го очекуваат, како нас на пример. Че ние утврдуваме дно, чекаме 17 месеци утврдување на ова дно до следниот халвинг и ние сме спремни. Значи поголем дел од трейдерите и од инвеститорите на пазарот веќе имаат купено огромни количини. И како тоа се случува до приближувањето на самиот халвинг, така се повеќе луѓе се подготвени за следниот бул маркет. Значи ние и сами психолошки го предизвикуваме овој бул маркет, се разбираме? Затоа што имате огромна количина на луѓе кои што буквално чекаат да се приближи овој халвинг, затоа што знаат дека е сетиран. Значи вие не можете да го измрдате, овој халвинг се знае, тоа ги секој 4 години. Можеби не точно на 4 години, затоа што имате мајнери кои што ќе го зголемат хешрейтот, кои ќе имате премногу мајнери на пазарот, значи потребно е време алгоритмот да ја своевидно да види колку има хешрейт на пазарот и да ја прилагоди, така речено, моменталната тежина на алгоритмот за да го намали фактички, значи да ја намали наградата со цел да го сетира овој, да речем горе-доле оприлика блок тајм на 10 минути да биде запишуван еден блок. Со тоа што кога ќе биде запишани 210.000 блокови, доаѓа до автоматски алгоритмичен халвинг. Значи тоа не е нешто што го прави човек. Тоа е најдобриот дел во биткоин, затоа што се што е поврзано со човек, прост пример, FTX, Mt. Gox, еден куп други, значи е склоно кон компрометирање, е склоно кон малверзација. Ова не може. Значи нема начин како, не е возможно. Се уште не постои толку силен компјутер кој што може да направи нешто за да му наштети на овој алгоритам. Не е возможно. Така да, значи тоа е сетирано како часовник. Јас затоа ви кажувам, најдобрата работа во крипто која што ниту еден друг економски сектор нема е неговата сетираност на време. Значи вие имате тајмер, после тој тајмер имате автоматски халвинг, после тој халвинг имате превалување на наградата која што добиваат доменерите, со тоа имате намалување на инфлацијата и автоматски имате следен бул маркет. А дополнително на сето тоа имате и еден куп луѓе кои што чекаат овој тајмер, значи тоа е веќе и психолошки аспект во кој што вие гледате дека досега 3 пати поред имате, значи следен бул маркет после халвингот. Многу едноставно. Со тоа што имате дури луѓе како нас кои што чекаат многу порано од овој момент на халвинг да купат, затоа што знаат дека најчесто кога ќе се придвижиме до халвингот, значи еве чисто да направиме компарација од претходниот all time high, значи не само што вие веќе влегувате во бул маркет, вие сте веќе доста коригирани од самото дно. Значи тоа е уствари доброто што ние го имаме, ако немаат оние кои што влегуваат после самиот халвинг. Че еве сега ќе ви покажам. Значи вие во претходниот бул маркет од апсолутна завредност 20.000, значи кога ќе стасате до самиот халвинг, цената била на 56% од претходниот all time high, додека на апсолутното дно била 84. Значи вие имате 30%, еве сега ќе ви покажам точно да видите. Значи луѓето кои што купиле, да речеме на апсолутното дно, до моментот на халвинг вие веќе сте во, гледате во 222% во профит сте вие. Значи до самиот халвинг. А да не зборуваме што се случува до самиот врв. Еве да погледнеме и претходниот бул маркет. Значи да погледнеме истата ситуација. Прво од самиот апсолутен врв, извинете само момент. Пробам уште еднаш. Значи од самиот апсолутен врв до дното имате 86, скоро 87%, но до моментот на халвингот имате само од претходниот all time 40%. Значи дека цената многу се коригирала до самиот халвинг, затоа што луѓето веќе очекуваат следен бул маркет. И доколку сте купиле на дното, до самиот халвинг, само да најдеме точно, до самиот халвинг вие сте биле, значи 362% во профит. Значи тоа е оно што ние постојано кажуваме. Лоцирањето на самото дно, значи за нас представува момент каде што ние можеме да купиме по многу поволна цена,
која што нас ќе ни донесе профит веќе кога ќе бидеме на халвингот. А се после халвингот нас ни е само плюс. Значи тоа е буквално она цреша на врвот од тортата, се разбираме? Значи тоа е што постојано ви кажувам. Ова е циклус, нема ништо тука што е спорно. Ја не разбирам зашто луѓето постојано не им е јасно. Во ред имате до сега 3 целосни циклуси каде што биткоин го прави истото постојано. Значи истото постојано. 2009 година до 2013, после самиот халвинг имате биткоин бул маркет. 2013 до 2017, после самиот халвинг имате бул маркет. Истата ситуација е и овде и почекувам да биде истата ситуација и во следниот, со тоа што да не забораваме дека имаме, значи јас затоа и ги ставив овие, затоа што ова е нешто што е веќе запишано. Гледате дека до сега постојано се повторува, не разбирам од каде овој страв. Значи повторно, јас не велам дека јас никогаш не сум рекол дека ќе имаме не знам 1 милион биткоин. Значи никогаш не сум го спомнал тоа. Но само ви го образложувам тоа што алгоритмот постојано не го кажува. Јас не гледам зошто причина да не се држиме до овој алгоритам затоа што досега ниту еднаш не потврди. Че имате 3 последователни бул маркети кои што се точни како часовник. Нема логика да не го следиме и понатаму. Значи дури и да не сме во профит, не знам, 15.000%, само со следење на овој алгоритам вие ќе бидете во профит. Значи јас исто да го направив во претходниот бул маркет и бев во солиден профит, затоа што го следев овој алгоритам, затоа што не е значи е направен од човек, но е заклучен, не може никој да го измени. Најчесто дури се верува дека самиот Сатоши Накамото е мртов, така да и да сака да измени нешто, он не е ни веќе присутен. Значи од друга страна имате, значи во оваа ситуација нешто што буквално функционира на математичка равенка која што сега за сега дури ниту компјутер не може да ја пробие, едноставно нема начин како да ја запре. Така да во целата оваа ситуација, кога веќе имаме нешто што не е сетирано од човек постојано, нешто што не е манипулирано, што постојано функционира по истите правила, нема логика зашто и понатаму да не го следиме. Значи, тоа се основните правила. И уште еднаш ќе напоменам, од овој момент ја не гледам причина зашто ние и понатаму не би гледале позитивно на 2024 година, 5 мај, сега веќе е поминато на 1. Значи тоа е оно што постојано кажуваме со оглед на фактот колку се зголемува тежината, толку се намалува и времето во кое што ќе се случи. Значи гајте, веќе се знае 1 мај 2024 година, со тоа што ова може уште малку да се промени, но промената е само неколку денови. И ова е се алгоритмички сетирано пред време. Така да, ова е причината поради која што јас постојано ви кажувам, економските правила на пазарот го прават ова заедно со нашата психолошка спрема дека очекуваме тогаш да биде бул маркет, ќе го направат повторно да биде бул маркет. Можеби нема да биде толку успешен, можеби ќе биде 5 пати поуспешен, но ќе биде бул маркет. Тоа е оно што постојано ви го кажувам. Не е ова дали јас сум го смислил. Ова е нешто што јас само ви го преведувам. Значи ова ви го кажувам затоа што е така сетирано. Затоа што многу од луѓето сакаат да ви кажат некоја теорија зашто тоа е така. Ова не е теорија. Ова е математички сетирана равенка која што функционира. Нема теорија овде, се разбираме. Значи тоа е оно што постојано ви го кажувам. Механизмот ви го дава бул маркетот. И нашата психолошка спрема уште толку го забрзува. Значи, моментот кога ние знаеме дека влегуваме во бул маркет, ние купуваме, со тоа предизвикуваме уште поголем бум на цената. И она така речено паника која што се случува понатаму, затоа што луѓето мислат дека закасниле, уште толку експлодира цената на. Значи, само сакам да напомнам уште еднаш дека овој страв кој што го има на пазарот е стварно неоснован. Јас пак ќе кажам, можеби дното ќе биде малку подлабоко. Во ред. Можеби ќе имаме малку пролонгиран, не знам, bear market за еден месец, два, во ред. Но самиот халвинг ќе го предизвика тоа што постојано предизвикува. Така да јас не гледам овдека простор за страв. Значи повторно, јас не можам да гарантирам, мораме да го следиме самиот пазар, но моментално ви го кажам оно што многу од луѓето кои што ги следат криптопазарите го знаат, дека ова не е јас ви гарантирам. Ова е биткоин ви гарантира бул маркет. Се разбираме? И затоа овој каунтер мене ми е постојано присутен за едноставно да не заборавам дека има уште многу време до самиот бул маркет, затоа што многу од луѓето мислат дека сега ќе влеземе во бул маркет. Тоа е втора лага во која што многу луѓето живеат. Значи немој да очекувате бул маркет пред да дојде самиот халвинг. Халвингот е иницијаторот на бул маркетот. Можеби ќе имаме претходно некоја корекција посолидна, тоа не го вели никој не. Но за да го, значи бар јас како аналитичар на овој пазар да речеме, заедно с техничката анализа јас не гледам причина за претходен бул маркет, а гледате дека и сите евенти се сетираат така да кореспондираат со оно што моментално го гледаме на самиот биткоин чарт. Зошто е тоа така? Значи, ако се сеќавате, јас неколку пати до сега напоменувам дека ќе ги сетираме тие работи. Значи, вели вака, ISO 20022 ќе биде имплементиран во ноември 2025 година. Значи, ова е ISO 20022 со зелена линија, така. Исто така, до 2025, значи веќе зборувам за CBDCs.
уште од 2023 година, оние веќе се обидуваат да ги спроведат CBDC, затоа ќе разговараме подоцна, кој ќе направиме посебно видео за тоа, во кој уште од оваа година па натаму се обидуваат да ги имплементираат што побрзо со цел да го попречат развивањето на криптопазарот. Затоа што вие, ако имате наводно сигурна државна валута, они очекуваат дека вие ќе прибегнете кон државната валута наспротив криптото, кое што е небезбедно, кое што е само за криминалци и слично. Сега, тоа е првата работа. Втората работа, имате Мика, која што моментално е влезена и која што се верува дека до 2024 година ќе потребна отприлика една година за целосна имплементација на овој закон. Значи тоа е грубо кажано, се уште не е тоа право, значи постигнато, но се верува дека фактички да речеме јануари 2024 година се очекува дека ќе ставиме плава боја. Се очекува дека ќе има целосна имплементација на Мика во Европа, што уствари представува цела Европа ќе има свое право, исто право во однос на сите криптовалути. Зборуваме криптовалути, не CBDCs. Значи ќе биде целосно имплементиран закон со кој што криптовалутите ќе може да станат легални во една држава, а со тоа и во цела Европска унија. Кој што не ги погледнале овие две видеа, ќе замолам да се вратите назад во нашите едукациони видеа, ќе најдете Мика, законот во Европа за европски валути, кој што е моментално донесен, и ќе најдете ISO 20022, кој што представува замена за SWIFT, ќе биде нов стандард по кој што сите финансиски институции во светот до ноември 2025 година мора да примаат CBDCs и крипто како платежни средства. Значи, крај на мојот, тоа не е предвидување, ова е веќе зацртано и се случува. Со тоа што да видиме зошто е така направено. Че ние имаме халвинг, кој што треба да се случи во мај 2024 година, со што очекуваме bull market, нели, од 1,5 година после самиот халвинг. Значи, отприлика 1,5 година, ова би било од мај 2024 година, значи, треба да одбереме 16 свеќи, или 18, да, која е иста ситуација како и претходно, така. Значи, гледате каде уствари завршува. Точно на моментот каде што вие имате целосна имплементација на CBDCs и крипто со целиот финансиски систем. Зошто е ова вака? Што мислите вие дека нив само им текнало ноември 2025 година? Тоа е произволно? Не. Они гледаат моментално која е силата на крипто и се обидуваат да го зграбат пред да го зграбите вие. И моментално оно што вас го пласираат дека е сето тоа страшно и дека е не знам како лошо. Значи целата оваа бајка на FTX, ова што Боби Досев, еден од нашите гледачи ни го даде, значи да, на место е овој чарт и стварно е поубаво кога ќе го представиш вака, за да видите дека ова не е ниту прв пат, ниту последен. Ова ќе се дешава и понатаму, што ова не е ништо ново. Ова што вие го гледате се вика Black Swan Event. Тоа е уствари евент кој што, значи, случување во економскиот пазар кој што поради огромна криза предизвикуваат соодветни значи корекции на пазарот надолу. Но тие се најчесто циклични. Значи доаѓа bull market, цените горе нагоре, се појавуваат ваков тип на лоши актери, значи само луѓе кои што се дојдени овдека да изманипулираат, да украдат, да оштетат и нормално дека со паѓањето на цените ваквите актери она што го велат, ќе се види кој плива со купење, кој некога водата ќе се повлече. Значи во истата ситуација и овде. Значи вие имате ваков тип на лоши актери во секој bear market. Тоа не е ништо ново. Значи уште еднаш навистина благодарам на тоа е она што постојано кажувам. Заедницата е таа кој што го прави овој канал да биде барем сега успешен. Значи ова е буквално добро, благодарам што ми го доставите Боби. Интересна е идејата што јас например ова како чарт не сум го нашол, јас ви го покажав тоа писмено ако се сеќавате, кога разговаравме во однос на стравот после FTX и ви кажав дека секој bear market има ваков тип на актери. Секој bear market има свој црн лебен, така речено. Значи може да погледнете овдека. И ова не е ништо ново. Ова е само нормална корекција на пазарот која што е предизвикана од некој што не знаел што прави со средствата кои што му биле дадени на чување. Значи, она што сакам да кажеме дека криптото само по себе е секогаш безбедно. Не е проблемот криптото, проблемот се луѓето кои што работат со него. Значи, погледнете, овдека ниту еднаш немало фейл на биткоин. Овдека имате фейл на Mt. Gox, кој што си дозволил хак да изгуби огромен број на пари. Bitfinex хак, кој што изгубил голем број на пари, со тоа што дополнително овдека имате уште многу менувачници во 2017, 2018, 2019 година кои што престана да постојат затоа што не соодветно работеле со цените средства. COVID-19, значи тоа не е на сите познато, кој што го имавме во 2019-2020 година, кој што беше своевидно црниот лебед на овој bear market, за сега моментално да го доведеме FTX. Со тоа што во 2019-2020 година имаше и други случувања кои што дополнително донесоа фактички bear market и слично, не е ни битно. Сега повторно поентата е дека значи ваков тип на евенти ќе има постојано.
Со тоа што добро го забележале тоа дека нели на самите на месечно ниво фактички ова поместување на MACD нагоре е моментот каде што имаме прекупување во следниот bull market. Како и да е, постојано кажувам тоа. Значи овие Black Swan евенти се само шанса да купиме на многу подобра цена. Значи јас стварно не верувам дека биткоин ќе се придвижи надолу до 10.000, што многу луѓе да го веруваат. Ако тоа се случи, за мене ќе биде уште една шанса да купам многу повеќе, со оглед на фактот дека крипто играта е на многу долги патеки. Не го заборавајте тоа. Значи крипто не може да ви донесе пари преку ноќ, крипто може да ви донесе пари преку, не знам, 4 или 8 години, 2 фул циклуса на биткоин, за да може да соодветно разговараме за соодветна количина на пари. Но не е само да ги чекате циклусите, поентата да се пласирате на нив соодветно со цел да може да добиете максимален профит. Значи она е тоа што сакам да го кажам околу Black Swan евентите, што се сосема нормални, што само го залетуваат уште толку да речем оваа корекција надолу, се разбираме. И сега, уште еднаш ќе напоменам, што мислите вие евентиве овдека се направени случајно, тие се ставени да бидат случајно во овој период? Не. Тоа е за да може и големите корпорации да земат дел од оваа ситуација и затоа верувам дека следниот bull market може да биде не лош, туку можеби најдобро што досега сме го виделе, иако сме касно во самиот биткоин чарт. Иако има само уште 1.800.000. Значи ако вие дозволите корпорации и институции да влезат на пазарот, ако тоа го направите легално, со оглед на фактот дека 2004 година треба веќе низ цела Европа да биде легално целото крипто, вие дозволувате на сите институции и финансиски да речем банки, корпорации да можат легално да влезат и легално да држат ваков тип на вредност, ваков тип на капитал. И со тоа вие имате огромен влез. Значи, она што моментално ние сме го виделе е ништо во споредба со големиот капитал кој што може да дојде во оваа сфера доколку конечно крипто да стане легално. Но мораме да се придвижиме таму. И затоа јас не гледам причина зошто, значи гледате имате многу показатели дека ние немаме потреба да се грижиме за иднината на крипто. Значи тоа ќе се случи, нема избор. Значи моментално финансиските институции и државите немаат избор освен да го прифатат крипто. Нема друг начин. Значи они не може да заобиколат. Знаете зошто? Значи мене никој не може да ми каже дали ќе купам или не крипто. Не може да ми забрани, не може да знае. Јас можам да го купам, да го ставам на wallet и они никогаш не може ни да го најдат и да сакаат. Затоа државите немаат, значи онај чарт, само ќе ви го покажам уште еднаш, е многу интересен. Значи what it's saying over time. Само да видим дали ќе го најдем. Значи овој твит е уствари од постер кој што моментално значи е многу легитимен и јас искрено верувам дека можеби ова треба да се стави на позадината на самиот канал. Значи ова е како постепено се движи значи развитокот на самиот биткоин од 2009 година наваке. Имате во почетокот, што е тоа нешто само компјутер нерд, односно нели, овие компјутери гикови го користат само. После тоа како се движи понатаму цената, само дилериве на дрога го користат, па само коцкарите го користат, само мал процент од популацијата на светот го користи, само мали компании го користат, за да дојдеме до 2021 година каде што се вели, само мали земји го користат. Значи гледате ли во овие 10, така речеме малку повеќе од 10 години, значи 13, како се развива приказната, за тоа што државите не можат да најдат решение за ово, не можат да најдат решение. Се зборуваме за светски феномен. Значи не е ова лоцирано во една држава, светски феномен е. И наеднаш они како се обидуваат тоа да го представат на јавноста со цел јавноста да не купува. Значи гледате, постепено како се движи приказната и сега наеднаш само мали држави го порт. Значи која ќе биде следна приказна? Која? Само у Азија се користи или само, не знам, средни држави го користат. Значи, она е тоа што постојано вас ви се пласира дека не треба да купите, а гледате дека навистина има вредност и моментално они тоа многу паметно го играат. Никој нема да испадне од државите и да каже да, биткоин има вредност. Но ќе си купи за после да може да ви го продаде кога навистина ќе покаже на вредност. Така да имате го тоа во предвид. Сега, уште една работа која што сакам да обесам пред да завршиме и пред да завршиме со циклусот на биткоин неговата награда е да објасниме како менерите се инцентивизирани кога ќе дојде ситуацијата да едноставно цената на биткоин е многу ниска. Значи, во моментите кога цената ќе падне, речеме била е во ситуација 20.000, паднала на 3.7, така, во bull и bear маркетот 2017-2018 година. Значи, вие наеднаш имате огромен број на компании кои што мајнаат биткоин, но неговата вредност пред тоа била 20.000, сега е 3.7 за само една година. Во овие ситуации имате нормално речење на самите мајнери. Самите мајнери почнуваат да се откажуваат, имате така речено
помал број на мајнери на пазарот, но за да не се случи тоа, значи тоа би било логично да се случи на пазарот. Биткоин алгоритмот е така направен да ја намалува тешкотијата кога ќе се случи ваква ситуација на ретчиња на мајнерите, за да ги држи и понатаму во голем број, затоа што колку повеќе се намалува бројот на мајнери, толку повеќе се намалува и тешкотијата, а со тоа многу полесно може да измајнате соодветен број на биткоини. Ако се случи да вие го намалите бројот, вие фактички им ја давате наградата на останатите кои што останале се уште да мајнаат. Затоа никој не се откажува и во најлошиот момент, каде што цената е многу ниска, затоа што ако се откажете се намалува мајнинг наградата и на тој начин вие сте повеќе инсентивизирани да продолжите да мајнате, затоа што многу полесно вие да запишете блок и да добиете биткоин награда. Значи алгоритмот и Сатоши Накамото кој што го направил, размислувал за се и на тој начин направил да биде толку безбедно што дури во најниските вредности на цената на биткоин е така направено да ги задржи мајнерите за да бидат овде и да одржуваат безбедноста на самиот систем. Значи гледате, се е толку добро направено што едноставно не може да најдете начин како да го запрете. Со тоа што гледате хеш рейтот никогаш не бил повисок. Значи ја сега да не навлегуваме во тоа, но чисто е да ви го покажам, че го имаме и чартот за хеш рейт овде. Значи само што ова е алгоритмичка скала, ја само ќе ја поставам да биде нормална, со тоа што на месечен ниво гледаме дека хеш рейтот никогаш не бил толку висок. Значи за разлика од бул и бер маркетите, да, имаме падови како што беше во 2021 кога Кина ги избрга сите мајнери, кога се намали значително, но генерално можеме да видиме дека хеш рейтот е во постојан раст и нема да престане, затоа што се повеќе од овие компании не само што не запреле, туку наоѓаат нови начини како да најдат поевтина енергија, како да најдат подобри машини, се групираат до уште поголеми конгломерати кои што ќе копаат биткоин. Така да имајте го тоа предвид. Значи ниту еден момент во биткоин историјата не успеал да ги уплаши, ова не беше страф. Ова беше само нивно преместување од Кина и децентрализирање на најголемиот хеш рейт конгломерат во тоа време, во она што моментално го гледаме. Така да не заборавајте дека како што може да видите, значи едноставно не му можат ништо. Имајте од тоа предвид кога одлучувате дали ќе финансирате во крипто или не, затоа што биткоин е така направен да никој не му може ништо. Значи, и мајнерите се заштитени, и инвеститорите се заштитени, рековме дека нема начин како државите да го бранираат, рековме дека се е направено така да едноставно не може да се победи со оглед на фактот дека ги следи основните правила на економијата, неговата реткост го прави да биде посакувано добро на пазарот и на тој начин ја крева цената затоа што е се поредок. Значи до сега мислам дека бевме многу јасни во она што го објаснивме и последно можеби не е лоша идеја ова да го оставиме за, значи доминацијата на пазарот моментално не е воопшто поврзана затоа што ова е само генерално чарт кој што може подобро да го одработиме во сегментот кај што ќе разговараме за флип чартови, значи некако нема логика моментално да го покриеме овдека затоа што ставистина е не поврзан директно со целата оваа тема. Значи видеото и така е веќе малку долго, отприлика 1 час, како и секогаш. Ја мислам дека не успеав да научам како да разговарам на овие видеа помалку од 1 час очигледно, но нели, сакав да го разјаснам затоа што гледам дека има многу луѓе кои што се уплашени во однос на тоа која е иднината на крипто. Значи сите оние кои што се уплашени, јас би им препорачал да си го земат овој Bitcoin Block Reward Halving Countdown. Го има во неколку верзии. Мене ми се допаѓа овој, затоа што е како нормален countdown, го има и како часовник. Нели, ќе си најдете страна која што ви се допаѓа вас. Јас го имам постојано. Значи нешто што сакам да го гледам од време на време за да се присетам уствари каде се движиме и која е нашата главна цел, односно тоа е нашиот bull market за 2024-2025 година. Кој што ќе напоменам уште еднаш, ние како канал очекуваме да ќе биде еден од најголемите, но не само ние, ова го очекуваат и многу од луѓето кои што инвестираат во крипто, со оглед на фактот дека сите ги гледаат овие работи за кои што ние зборуваме на нашиот канал. Значи, пред да го завршам овој видео, уште сакам да се заблагодарам на сите што ги гледаат нашите видеа. Ви благодарам за сите оние кои што ни помагаат со материјал, ни помагаат со вести. Значи јас постојано ги следам вашите пораки, иако се многу, потребно ми е време, но се обидам да ги соберам овие информации и да ги пласирам во оние видеа каде што навистина ни се потребни. И затоа ако не сум видел нешто, извинете, че постојано се обидам што можам повеќе да ги доловам сите овие информации кои што ми ги праќате, но некогаш ми е потребно повеќе време со оглед на фактот дека имам и кариера, и семејство, и тренинг и слично. Така да ви благодарам на поддршката, да ви благодарам на трпението кога нели се обидувате да комуницирате со нас. Значи како што може да продолжите, ќе продолжиме и понатаму.
уште еднаш ќе ве замолам да гласате со цел да можеме да добиеме јасна слика за тоа што сакате да гледате понатаму на нашите видеа, односно на нашиот канал на Community табот, може да погледнете значи каде кои се следните 4 мини серијали кои што сакаме да ги припремиме за вас. Значи, сакам да напомена сите кои што постојано не гледаат. Нема да биде постојана едукација на овој канал, затоа што се уште не сме се придвижили во моментот каде што можеме да разговараме отворено за потенцијални нови проекти. Зошто е тоа така? Че мораме да го поминеме овој голем обем на едукација со цел сите оние кои што постојано го следат нашиот канал да имаат соодветно знаење за крипто, за кога ќе се придвижиме на почетокот на следниот bull market и кога конечно ќе утврдиме биткоин дно, да можеме да се преалоцираме, значи иако нели ќе има едукација, ќе има многу помал обем, да можеме да разговараме за потенцијални проекти кои што имаат соодветен тип на да речам технологија, напредок, roadmap, за кои што фактички понатаму ќе гледаме да се фокусираме многу повеќе на одредени потенцијални проекти. Например, Chainlink има нешто ново, ќе направиме видео во кое што ќе објасниме што е Chainlink, кој е новиот roadmap, кој е новиот апгрейд, ме разбирате? Значи тоа ќе биде следниот циклус кога ќе завршиме со биткоин нодо. Сега за сега се држиме кон базична едукација затоа што многу луѓе кои што гледаат нашиот канал нема базична едукација за крипто, ние не можеме да разговараме за токеномија на еве во случајов Chainlink Atom и каков апдейт има направено и како тоа делува на нивните нодови. Значи не можеме да го правиме тоа кога луѓето не знаат што се нодови, не знаат што е токеномија, не знаат што е основата на категории во крипто. Затоа и мораме да поминеме преку сето ова. Јас знам дека за некои од вас е тоа многу досадно, затоа што како мене успеале да помине преку сето тоа, но како канал кој ќе успееме да поминеме преку оваа болна едукација која што е потребна на сите, тогаш како заедница ќе можеме едноставно многу полесно да следиме напредокот на криптосферата во светот, со тоа што како ќе се придвижуваме во следниот bull market, така многу повеќе проекти ќе имаат нови вести, ќе имаат нови апгрейди, ќе има многу соработки, што ќе гледаме да го покриваме на самиот канал и ќе биде многу по-интересно кога вие да речеме во понеделник добивате видео за новиот апгрейд на Atom, во вторник добивате видео за некоја конференција која се случила, во среда добивате вести, во четврток анализа, во петок добивате не знам некоја колаборација помеѓу два проекти, ќе биде многу повозбудливо, ќе има многу повеќе за работа, но сега за сега јас како одговорен на овој тим се обидувам што можем повеќе од нашата едукација да ја пренесам на вас, за кога ќе дојдеме во тој степен да бидеме повеќето од нас едуцирани и да можеме многу поедноставно да го разбереме начинот на кој што работат овие крипто проекти и нели потенцијалот на истите. Така да, уште еднаш ви барам од ваша страна само мала поддршка, како и секогаш направете subscribe, лайк, оставете коментар, овдека сме одговориме на сите ваши коментари, нормално со тоа го поддржувате нашиот канал и му овозможувате на YouTube алгоритмот да не шерува и понатаму, значи да не споделува на други луѓе кои што гледаат слични содржини и нормално, значи јас пак ќе кажам, ако мислите дека нашиот материјал е добар, ако мислите дека нашиот материјал е едукативен и нашата напорна работа, нели, како таква ви се допаѓа, слободно споделете ово со луѓе кои што навистина сакаат да научат нешто повеќе за крипто секторот, затоа што верувајте ми, ова е моментот да се научи. Значи многу од луѓето кои што ќе дојдат до овој канал касно ќе бидат буквално касно затоа што веќе ќе бидеме влезени во да речем следниот халвинг или следниот bull market, тогаш многу едноставно е со оние кои што сега го следат овој канал да разговараме за тоа колку сме успешни, како сме успеале да поминеме до следниот bull market. Но ќе биде така речено, тоа е секогаш вистина, ако се исследале другите канали на YouTube, ќе видите дека тоа е секогаш така. Значи имате огромна гледаност кога ќе влеземе во следниот bull market. Што луѓето се најчесто и веќе касно, иако има профит кој што може да биде направен, значи главното богатство секогаш се прави во овој сегмент. Затоа, ако имате некој од вашите, не знам, другари, роднини кои што сакаат да научи за крипто, сега е моментот да му кажете за нашиот канал. Значи на тој начин му правите услуга да биде соодветно образован кога ќе дојдеме во следниот bull market. Имајте во тоа предвид и нормално со тоа ни помагате и нас како канал и ни помагате оваа бесплатна материја да ја распределиме на што повеќе македонци, за да не бидеме последни во светот како и секогаш. Значи се обидуваме да направиме еден од оние солидни канали на Балканот кој што ќе нуди соодветни информации на македонски јазик, да не мораме да учиме од српски канали, да не мораме да учиме од бугарски канали, од хрватски канали. Немам ништо против, тоа се луѓе кои што исто така имаат многу да понудат, но е многу подобро кога имаме основен канал во Македонија кој што работи на криптописменост, за да може да се надградите, да може да одите и на другите канали нормално и да споредувате знаење. Што ние понатаму ќе пробаме да соработуваме со овие канали, но за почеток прво мораме да направиме соодветен канал кој што ќе биде почитуван во Балканот и пошироко, за да можеме да разговараме за понатамошна соработка со овие поуспешни канали. Како и секогаш ви благодарам уште еднаш што следите нашите видео, знам дека се малку подолги, но едукацијата бара време,
Се надевам дека ќе го најдете, затоа што без едукација едноставно влегувате слепи на овој пазар, а тоа е многу лошо. Значи, едно од најлошите работи кои што може да ги направите е, значи, наместо да не финансирате, ве финансирате на многу погрешни места. Така да имате од тоа препит. Одвоите време за вашата едукација. Имате добар ден, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптокемиџија и од топлата Малта.